Добар ден, драги ученици! Вие се наоѓате во училницата на Едуино. Моето име е Елизабета Теодосиевска, наставник по македонски јазик во Основното училиште Јана Москоменски од Скопје. Оваа видео лекција е наменета за 9-то одделенците. Насловена е со Македонскиот јазик помеѓу двете светски војни. За денешната наставна единица ќе ви бидат потребни вашата тетрадка по македонски јазик, некое средство за пишување, молив пенкало се едно. Доколку го користите учебникот по македонски јазик кој што е на вашите екрани, лекцијата е на страницата број 9. Да почнеме. Пред да почнеме, значи, со новата наставна единица, малку да повториме она што сме учеле предходно, нели, за македонскиот јазик, односно за историскиот развој на македонскиот јазик во 19 век. Прво, 19 век е оној период кога се буди националната свест, кога македонскиот народ превзема напори за ослободување од турското робство, за ослободување од влијанието на Цариградската патриаршија, односно на грците на духовен план. Тоа е времето кога ја имаме нашата природба, романтизмот кој што го ја завзема Европа. Во таа смисла, нели, во таа насока се раѓа интересот за народното творештво, се отвораат училишта во кои што се учи на народен македонски јазик и така натака. Познати автори од овој период се, нели, Миладиновци, Константин Миладинов, Марко Цепенков, Шапкарев, собирачите на народните умотворби и слично. На вашите екрани ги имате портретите на Константин Миладинов, до него е Марко Цепенков, во средина ви е Рајко Жинзифов, потоа е Григор Паличев и на крајот авторот на Македонска крвава свадба, на драмата Македонска крвава свадба, Војдан Чернодрински. Што е уште карактеристично, односно што е, нели, пошто е важен тој наш македонски 19 век, како тече нашата историја, нели, на јазикот. Интересна е таа поделба на нашата македонска интелигенција токму во тој 19 век, нели, околу прашањето каков треба да ни биде нашиот литературен јазик. Во таа смисла, нашата интелигенција, македонската интелигенција се дели на два табора, на две страни. Едната е за јазик кој што ќе се изгради врз поширока дијалектна основа, во некоја соработка, односно во некоја коалиција со бугарскиот јазик и државност, нели, нормално српскиот, рускиот или на некоја поширока дијалектна основа, како што заговарал Прличев. Вторите пак се за формирање на наш македонски литературен јазик со самите наши македонски корени, односно формирање на наш македонски литературен јазик од централните македонски говори, од градовите Велес, Прилеп, Битола, Охрид и, нели, со користење на нашите зборови од цел дијалект, односно од сите дијалектни подрачја во Македонија. 19 век продолжува идејата на македонистите, односно на овој вториот табор македонски интелектуалци. Карактеристични се напорите на македонските интелектуалци собрани околу списанието Лоза, познати под името Лозарите, кои прават некои насоки во однос на упростување на правописот, например ги отфрлаат старословенските букви, еровите, носовките и така натака, кои веќе излегле од употреба, па денес ние ги немаме во нашиот правопис, се до појавата на Крсте Петков Мистриков, со кого што се заокружува целата оваа приказна околу формирањето на нашиот литературен јазик, така што со издавање на делото за македонските работи во 1903 година во Софија, Крсте Петков Мистриков, помеѓу другите работи кои што, нели, ги раскажува и ги објаснува во книгата, последната статија, неколку зборови за македонскиот литературен јазик, е посветена токму на прашањето за нашиот иден литературен јазик, во кој што Мистриков се појавува како основач, односно темелник на идната кодификација на македонскиот јазик, кој што ќе настане со АСНОМ 1944 година. Пред да почнеме, нели, понатаму, да ги објасниме условите, општествените услови во кои што се наоѓала Македонија во периодот помеѓу двете светски војни. Сега, бидејќи ова натака новата лекција, ве замолувам доколку имате потреба да запишете некои од важните работи кои што ќе се појават на вашите екрани, стопирајте ја лекцијата, па потоа продолжете, нели, понатака.
Периодот помеѓу двете светски војни се одликува прво со една силна балканска пропаганда во Македонија. Што значи тоа силна балканска пропаганда? Тоа значи политика на нашите соседи за денационализација, за заземање на македонски територии, секој за себе да се бори за приграбување на што поголема македонска територија, за асимилирање на нашето население, бугаризирање, србизирање, грцизирање и така натака. Со двете балкански војни, сето тоа е уште повеќе потврдено, Македонија е разделена помеѓу соседните држави. По Првата светска војна, во Македонија владеат особено лоши економски и политички услови за живот. Пропаѓаат занаетите, стагнира земјоделството, сточарството. Сето тоа придонесува да се појави една нова појава, која што е наречена печалбарство, односно населението во Македонија масовно да се иселува барајки корка леп, односно парче лепса, за да можат да преживеат. Таквата економска експлоатација предизвикува појава на една комунистичка партија, јак неработничката класа, која што крева бунтови, крева штрајкови и така натака, се бунтува, значи против искористениот труд поради неплатениот труд и така натака. Овој период е карактеристичен по тоа што македонскиот јазик е исклучително забранет за употреба, наметнат ни е тук јазик српски, грчки, бугарски и така натака. Забранети се весниците и списанијата кои што излегуваат на македонски јазик, секоја македонска мисла е прогонета и така натака. Во едни такви услови тешки за живење, нормално е дека тешко е и да се твори. Меѓутоа, можеби токму спротивното го имаме кај нас македонците, токму во едни вакви исклучително лоши економски услови за живот и политички економски услови за живот, македонската литература, посебно македонската драмска литература и поезијата доживуваат голем процут. Овој период, односно периодот помеѓу двете светски војни, се одликува со тоа што се појавува така наречената социјална поезија. Во овој период се пишуваат најубавите социјални песни. Да се потсетиме нели што ни беше тоа социјална поезија. Социјалните песни се лирски песни во кои што се пее за општествени проблеми, најчесто злоупотреба на работникот во капиталистичкото општество, за сиромаштијата, проблеми кои што произлегуваат од нееднаквата положба на луѓето, од нивниот различен статус во општеството и така натака. Во нив се искажува исто така ставот, реакцијата на поетот кон општествената неправда, експлоатираниот труд на работниците, на тутуноберачите, на аргатите, копачите и така натака. Неретко овие песни, социјалните песни, повикуваат отворено на бунт, отворено на револуција и слично. Кога сме нели кај представниците на социјалната поезија, неминовно мораме да ги споменеме прво Коста Солев Апостолов Рацин, односно Кочо Рацин, кој што ја објавува стихозбирката Бели мугри во печатницата на Драготин Шпулер на 25 ноември 1939 година, која што излезена нели отпечатена по 4000 примероци во градчето Самобор близу Загреб. Ова овде на сликата која што ја гледате нели на вашите екрани е бистата, односно споменикот на Кочо Рацин кој што го имаме во Република Хрватска, токму во градчето Самобор близу Загреб. Кочо Рацин и Бели мугри. Бели мугри е составено од 12 песни, напишани се на велешки дијалект, значи на македонски говор, со примеси од западно-македонските говори во кои што доминираат социјалните и револуционерните теми. Според лирскиот вид, сите песни во збирката се социјални, а мотивите им се аргатски, печалбарски, запропаднатите занаети, елегични песни, револуционерни песни. И самиот наслов на стихозбирката е символичен. Бели мугри. Тоа е пейсаж кој што е посакуван од работниците, од аргатите и сите експлоатирани луѓе нели. Тоа е ново утро, нов почеток, нов живот во кој што сите ќе бидат еднакви. Бели мугри е создадена под влијание на народната поезија, а особено на поезијата која што е објавена во зборникот од браќата Миладиновци. Ова на вашите екрани е насловната страна на Бели мугри која што е објавена 1939 година. Следниот представник на нашата социјална поезија или автор од периодот помеѓу двете светски војни, автор на поезија нормално, Коле Неделковски, сограѓанин на Кочо Рацин,
кој што ги објавува стихозбирките Мскавици или Молскавици, односно Молни во денешен превод, во 1939 година објавена во Софија и следната негова стихозбирка насловена Пеш по светот, објавена 1941 година, еден месец пред неговата смрт во Софија, нели исто како што кажав. Поезијата помеѓу двете светски војни, Мскавици нели на Коле Неделковски, познавајќи ја добро македонската народна песна која што му е единствен показ, односно патоказ, збирката Молскавици е под целосно нејзино влијание. Песните кои што ги има во Молскавици се социјални, патриотски, се љубовни мотиви и збирката е составена од 16 песни, од која што најистакната или највпечатлива е песната Работи, која што ја има и во нашите учебници. На вашите екрани, значи ја гледате насловната корица на Мскавици или Молскавици и песната Работник. Втората збирка на Коле Неделковски, насловена Пеш по светот, во неја се забележува веќе оддалечување од народната поезија и малку помодерна поетска структура. Оваа збирка Пеш по светот е посветена на младите македонски борци и таму се содржи, односно таму е вметната најреволуционерната песна во македонската литература воопшто, која што е насловена Глас од Македонија. И имате на вашите екрани, нели, првото стихче го имате од таа песна и ја имате насловната страница на Пеш по светот. Стихчето гласи вака: Отрајте, трајте тирани недни, доста се тија лаги и злоба, пакостен глас од устите гадни на мојот народ у секоја доба. Периодот помеѓу двете светски војни е карактеристичен со тоа што се појавува еден нов вид на драма. Тоа е појавата на битово-социјалната драма. Битово, што значи сето тоа, нели? Битово значи дека е опфатен начинот на живење на македонците, обичајот на македонците, историјата, алатките, гардеробата и сите оние работи кои што ги обкружуваат, значи во тој период, а социјална бидејќи е прикажан судирот помеѓу богатите, сиромашните, печалбарството како нужност, нели, кој што се јавува во овој период и така натака. Представници на нашата битово-социјална драма се Васил Илјовски, Антон Панов, Ристо Крле. Прво да зборнеме за Васил Илјовски. На вашите екрани го имате портретот на Васил Илјовски, потоа ја имате насловната страна на Ленче Кумановче, на неговата драма Ленче Кумановче, подоцна насловена нели како Бегалка, и фотографии од екранизираната верзија на Бегалка, односно на Ленче Кумановче. Инаку попознати драми од Васил Илјовски, кој што ги напишал нели во тој период, Бегалка, Ленче Кумановче секако, Чорбаджи Теодос или под првичното име Нагазил човекот, драмата Чест и други. Следниот автор кој што се појавува нели во периодот помеѓу двете светски војни, следниот драмописец нормално е Антон Панов. Го гледаме нели тука со драмата Печалбари, со драмата Пиликатник и со драмата Стега. Овие се факсимили, односно делови од неговите драми. Еве го и Ристо Крле, како третиот драмописец кој што се појавува во периодот помеѓу двете светски војни. Негови поважни драми се Парите се отепувачка, Антица и Милион маченици. Имате фотографии од изведба на неговите драми. Имате фотографија нели од Парите се отепувачка, од текстот од Парите се отепувачка, насловната страница. Сега, сите овие автори и дела одиграле важна улога во формувањето прво на македонскиот јазик, на македонскиот правопис, на граматиката. Го забрзале процесот на кодификација на македонскиот литературен јазик. Ги зацврстиле ставовите дека централните македонски говори треба да бидат основа на нашиот литературен јазик, ја потврдуваат македонската самобитност, македонската националност и се сериозни почетоци на една македонска нова литература. Сега еден краток квиз. На вашите екрани имате две колони, една од лево, друга од десно, во која што ви се дадени авторите и делата. Ваша денешна задача е да споите автор со дело, односно Ристо Крле да го споите со неговата драма, Коле Неделковски со неговата поезија, Антон Панов со неговата драма, Васил Илјовски, Кочо Рацин. Од следната колумна
Ги имате, значи, бели мугри, мрскавици, печалбари, пеш по светот, бегалка и парите се утепувачка. Поврзете автор со дело. Доколку тоа го сторивте, треба да добиете од прилика ваква мрежа. Ристо Крле да го поврземе со парите се утепувачка, Коле Неделковски со мрскавици и пеш по светот, Антон Панов со печалбари, Васил Илјовски со бегалка и Кочо Рацин со бели мугри. Сега, доколку внимателно ме следевте, можете да ја решите оваа чек-листа за самооценување. Да одговорите на поставените прашања со не, да или делумно. Првото прашање. Дали ја сфатив оваа наставна единица? Можам да ги објаснам општествените услови во периодот помеѓу двете светски војни. Можам да набројам поети и дела кои се напишани во овој период. Знам да набројам драмописци кои твореле во периодот помеѓу двете светски војни. Знам да набројам наслови на драми од периодот помеѓу двете светски војни и знам која драма е битова. Доколку повеќето од овие прашања одговоривте со да или со делумно, вашата лекција е солидно усвоена. И сега за крај, задача за дома. Прочитајте некоја од овие битово-социјални драми по собствен избор, дали тоа ќе биде бегалка, дали ќе биде Чорбаджи Теодос, дали ќе биде парите се отепувачка, печалбари и така натака. Значи, оставам на вас. Толку за денес. Ви благодарам на вниманието. До следното видување. Довидување.